Ѓорѓе, екипа на ентузијасти од Струмица се организира и изработивте заштитни визири за здравствените работници во нашиот град. Како дојдовте на идеја да се придружите на оваа, да речем, акција на национално ниво и како ги обезбедивте средствата за да се изработат овие визири? Здраво на екипата и на вашите гледачи. Јас сум доктор Ѓорѓе Ивановски, стоматолог. Значи, првично да кажам, екипата која активно работеше на целата акција во Струмица, бевме двајца стоматолози, јас и доктор Никола Брашев, и четворица инженери, машински и електроинженери, тоа се Митко Ѓоргиевски, Ристе Божинов од Радовиш, морам да напоменам, Илчо Илиев и Ивица Димитриев. Значи, целосно идејата, првично, јас случајно најдов на група на Facebook 3D принт медицинска опрема, која сега во моментот стана доста актуелна, и на луѓето почев да пробав од дома на различни начини да им помогнам, за да ја отпочнат идејата. Тоа беше отприлика пред 2 недели и целото производство почна да се одвива во Скопје, меѓутоа одеше многу бавно и затоа со овие луѓе што ги напоменав претходно, одлучивме да направиме производство овде во Струмица. Значи, првично тие 3D принтани визири, што беа замислени од групата 3D принт медицинска опрема, производството одеше многу бавно и затоа Митко и Ристе најдоа на интернет и модифицираа модел кој ќе може да го направиме во поголеми количини и да ги снабдиме сите барања. Значи, финансиски бевме поддржани од таа група 3D принт медицинска опрема, Асоцијација на специјализанти и млади лекари, кои ни помогнаа со материјалните, да го добиеме потребниот материјал за да ги создадеме визирите. Кој се снабдивте, кој се успеавте да му обезбедите визири и како ја обезбедивте машината? Дали беше тешко да се најде таква машина? Значи, таа голема количина на визири што ја спомнав се изработи на CNC ласер. CNC ласерот припаѓа на Ристе Божинов од Радовиш. Тој првично со доктор Невен Стефчев во Радовиш обезбедаа потребна количина на визири и неговата машина ја донесува во Струмица за да ние ги изработиме потребната бројка. Досега, до денес имаме донирано над 1500 визири, најмногу во Струмица, околу 700, па преку доктор Борислав Калковалиев од Валандово снабдивме над околу 250 за тој регион. Има околу 200 пуштено во Штип преку лични контакти, лични барања до нас. Секако, Радовиш што го спомнавме преку доктор Невен Стефчев и Ристе Божинов, значи дојдовме до бројка од околу 1500, во најголем дел завршија кај здравствените работници, меѓутоа одлучивме дадовме и дел на професии кои се директно инволвирани во целава ситуација, како например персоналот што е вработен во карантинот во Цар Самуил во Банско, дел во полицијата и така натаму. Значи, тоа е таа бројка што достигнавме. Моментално не произведуваме веќе поради недостатокот на материјалот што ни беше потребен, нема каде да се купи во државата, но барањата што беа поднесени ги исполневме во целост во овој регион. Ако се појави потреба за дополнителни заштитни средства, маски и визири, имате ли опција, сте размислували ли што може да се направи за да се заштитат граѓаните кои што се и здравствените работници на првата линија, би се рекло? Секако, покрај визирите, значи во таа група на Facebook има доста многу различни идеи и дел од нив веќе се реализираат како заштитни хауби, ги викаат, од плексиглас за анестезиолози кои ги користат при интубација на пациентите. Исто во моментот разгледуваме модел на заштитна маска за лице која би можела да се користи во медицински намени, а не за секојдневна употреба, при што докторите би биле на вистина заштитени од природата на овој вирус. И има многу различни идеи, но секоја различна идеја бара тестирање, дали може да се користи, дали е одржливо и да се користи вистински на вистинско место. Значи, во моментот јас сум изненаден од
и дарежливоста, солидарноста на нашите граѓани, дека многу лесно се наоѓаат средствата за да се постигне тоа што ние сакаме да го произведеме и да постигнеме доволна заштита за нашиот медицински персонал.